Најава за денешните настани. Меѓурегионална депонија не се гради лесно. Без вода останаа неколку села во Дебрца. ЕВН ги исклучи пумпите. Се реафирмира иницијативата за прогласување на Јабланица за национален парк. Сајм за промоција на волонтерски можности во граѓански организации. Доделени сертификати на дечињата од пролетниот циклус Полетарче. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес претежно сончево време со локална облачност, ветровито и топло со измерени максимални 20 степени, попладни можни услови за локални врнежи од дожд и грмотевици. Утре над најголем дел од западна, северна, централна и североисточна и источна Европа умерено сончево време со локална облачност и топло. Во останатите делови од стариот континент облачно и нестабилно со дожд и грмотевици и локална појава на невреме. Само над Велика Британија, над Скандинавија, североисточните и источните европски делови температури вообичаени за овој период, на останатите делови температурите под повеќе годишниот просек од годината. На Балканскиот полуостров во среда ќе доминира умерено облачно и нестабилно време, ќе има дожд, ќе биде свежа. Во јужните и источните делови од полуостровот сончево со локална облачност. Максималните дневни температури на Балканот од 21 до 26 степени Целзиусови. Во Македонија во среда свежо утро. Времето во текот на денот сончево со локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Попладне во северозападните, западните, на крајниот исток и североисток услови за локални врнежи од дожд, грмотевици и појава на невреме. Ќе дува слаб североисточен и северозападен ветар. Во југоисточните делови југоисточен и југозападен. Минималните температури од 6 до 15, максималните дневни од 20 до 28, а УВ индексот ќе биде со вредност 8. Во Охрид во среда свежо утро. Времето во текот сончево со локална облачност. Попладне ќе биде нестабилно, ќе има врнежи од дожд и дневна температура до 22 степени. Во четврток и петок не очекува умерено облачно и нестабилно време со дожд и со пад на температурите до 21, односно 19 степени. Во сабота претежно сончево време, попладне нестабилно со услови за слаб дожд и дневна температура до 19 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Супер акција во Миса Маркети. Фини гумени бомбони 49 денари, 7 Days 3 по 80 грама 79 денари, чипси 99 денари, елефант 29 денари, сладоледи джелато 169 денари, мини виена 119 денари, бајадера 300 грама 399 денари, пилешки стек 229 денари, свинско каре 299 денари, маги зачин плюс томи тартар 79 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа.
Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Процесот до изградба на претоварни станици меѓурегионална санитарна депонија не е едноставен, велат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Југозападниот и Пелагонискиот регион се во понапредна фаза од реализацијата на проектот, па така од Министерството се оптимисти дека до крајот на 2024 година веќе треба да функционира првата келија. Планот предвидува и затварање на диви депонии со голем ризик врз животната средина, кој ги има во регионите. Не се одложува изградбата на регионалната депонија во југозападниот и Пелагонискиот плански регион. Еден ваков голем проект има долг подготвителен период кој веќе е завршен, а во моментот се формира проектна канцеларија за брз старт на реализација на проектот за изградба на санитарната депонија. 5 региони се опфатени со тој проект. Југозапад и Пелагонија се регионите кои што се во понапредна фаза за среќа на Охридското езеро и за среќа на депонијата Буково која што е во Охрид, која што ќе биде, се надевам, една од првите депонии на која што ќе престане да се депонира отпад. Процесот до изградба на претоварни станици и санитарна депонија не е едноставен, ако се земе во предвид дека се опфатени 2 региони, а треба да се усогласат сите општини. Во оваа депонија, според сите планови, би се собирал сметот од сите 18 општини и би се третирал според европски стандарди. Од поголемите општини со овој регионален систем за управување ќе бидат опфатени Охрид, Дебар, Струга, Кичево, Прилеп и Битола. И морам да кажам за жал дека многу често ни се случува да некој од општините од регионот има спротиставено мислење на она што го правиме во интерес на државата и на граѓаните, пред се на граѓаните. Се надевам дека во овој регион и во Пелагонискиот нема да имаме таков проблем како што имавме во источниот и североисточниот и дека согласно планираното до крајот на годината ќе почнеме со активности за распишување на јавни набавки за изградба на прво за набавка на опрема секако за јавните претпријатија и потоа изградба на претоварните станици и за регионалната депонија во Новаци. Ќе се работи ќелија по ќелија. Нема тоа да биде една огромна депонија на неколку хектари. Првата ќелија се очекува да започне до крајот на 2024 година, потенцираше министерката Шукова. Една од препораките на УНЕСКО е и затварањето на нестандардните комунални депонии како онаа која имаме на Буково. Мора и да се воспостави систем на предселекција со цел да се намали количината на отпад која се депонира. Државата за таа цел се вклучува со набавка на контејнери за предселекција, кои што ќе бидат поставени на локации согласно големините на општините. Екологистите согласни во врска процесите на селекција и редукција на отпадот, но велат дека процесот мора да се забрза. Да, секако треба да се забрза процес, да се направат напори за да целиот тој отпад на почеток се селектира, се редуцира и само мал дел би се носел на тие депонија, со тоа би имале поголеми финансиски заштеди како за вкупното население, така и за
сите оние кои што управуваат со отпадот и би се доближиле до европските регулативи кои што бараат и со националните директиви и стратегии кои што бараат отпадот да се редуцира и да се реупотребува. Во Пелагонискиот и југозападниот регион има нерегулирани диви депонии со голем ризик врз животната средина, па планот предвидува нивно затварање. Новата регионална депонија ќе биде со капацитет од приближно 37.522 тони смет на годишно ниво. Предвидено е отпадот да се селектира, а приходите од продажбата да ги користат јавните комунални предпријатија. Трошоците за изградба на регионалната санитарна депонија во Новаци и набавката на потребната опрема за санитарно депонирање на отпадот се во вредност од 22 милиони евра, од кој неголемиот дел ќе се употребат за депонијата, велат од Министерството за животна средина. Без вода за пиење останаа неколку села во Дебрца, ЕВН ги исклучи пумпите од напојување. Јавното комунално предпријатие Дебрца разговара за постигнување спогодба со ЕВН. Јавното предпријатие за комунална дејност Дебрца ги известува граѓаните на Дебрца дека пумпните станици за вода во Арбиново, Издегалавје, Требеништа, Мешеиште и Оровник се исклучени од снабдување со електрична енергија од страна на ЕВН. Еднострано и спротивно на правилата за снабдување со електрична енергија, ЕВН вчера во вечерните часови ги исклучи пумпите, велат од јавното предпријатие. Без вода за пиење остана Арбиново, Издеглавје, Слатински Чифлик, Мешеишта, Требеништа, Горенци, Оровник и Подмолја. Се реафирмира иницијативата за прогласување на Јабланица за национален парк. Соголувањето на шумите и нелегалните градежни активности се клучните предизвици на планинскиот појас, познат по ендемичната флора и фауна. Албанската страна од планината Јабланица е национален парк уште од 2008 година. Во земјава има иницијатива уште од 2007 година, но постапката се уште не е завршена. Македонското еколошко друштво ја реафирмира иницијативата за прогласување на Јабланица за национален парк. Еколозите сметаат дека на тој начин ќе престане девастацијата на шумите, узурпацијата на земјиштето и дивоградбите. Соголувањето на шумите и нелегалните градежни активности се клучните предизвици на планинскиот појас, познат по ендемичната флора и фауна. За поголема заштита на природното богатство, еколозите бараат час поскоро да заврши постапката за заштита. Систематското уништување на природните ресурси не престанува, за жал. И да укажеме на тоа дека доколку се продолжи со таков начин на однесување кон природата, можеби ќе го изгубиме и моментумот планината да биде прогласена за национален парк, односно ќе мора да биде во некоја пониска категорија. Направени се неколку студии за валоризација на природните вредности на Јабланица, но процесот за прогласување на заштитено подрачје тапка во место. Тоа што недостига сега е всушност да се компилира нова студија за валоризација за природни вредности со социоекономско истражување, а тоа е минимумот, нели, за документација која што е потребна за процесот малку да се придвижи на институционално ниво. Албанската страна од планината Јабланица е национален парк уште од 2008 година. Во земјава има иницијатива од 2007 година. Над 70% од локалното население од македонска страна ја поддржува иницијативата за прогласување на Јабланица за национален парк. Во кризни ситуации кои влијаат врз добростојбата и менталното здравје на учениците, од исклучителна важност е училиштето да остане безбедно место во кое тие ќе најдат разбирање, одговори и поддршка, за да ги надминат предизвиците, да ги унапредат своите социоемоционални компетенции и да ја зајакнат психолошката отпорност. Министерството за образование и наука и УНИЦЕФ продолжуваат со одржувањето работилници за јакнење на компетенциите на стручните соработници во училиштата. Продолжуваат работилниците за стручни соработници од сите основни и средни училишта во држава. Министерството за образование и наука со поддршка на УНИЦЕФ МК досега организира 6 работилници во Охрид, во Битола, во Тетово, Куманово и 2 во Скопје, на кои беа вклучени 411 стручни соработници. Овие работилници се извонредна активност за вмрежување на стручните служби на психолозите, педагозите, социолозите, социјалните работници и дефектолозите со цел за јакнување на нивните капацитети и взаемна поддршка да одговорат на актуелен предизвик. Целта на работилниците е да се изгради заеднички одговор на последните
најчестите случувања и да се поттикне отворен разговор и клима на поддршка во училиштата. Во кризни ситуации кои влијаат врз добросостојбата и менталното здравје на учениците, од исклучителна важност е училиштето да остане безбедно место во кое тие ќе најдат разбирање, одговори и поддршка, за да ги надминат предизвиците, да ги унапредат своите социоемоционални компетенции и да ја зајакнат психолошката отпорност. Поддршката на институциите и поддршката на стручните соработници е клучна. Министерот за образование и наука Јетон Шакири повторно повика да се овозможи непречена секојдневна работа за стручните соработници и нивно ослободување од административните обврски во училиштето. Со насмевки, игра, забава и дружење заврши пролетниот циклус на програмата Полетарче во едукативниот центар на Црвен крст Охрид за подготовка на деца за во училиште. Заврши пролетниот циклус на програмата Полетарче. Оваа програма веќе втора година се спроведува во Црвен крст Охрид, а ја следат дечиња од 3 до 5 годишна возраст кои имаат единствена можност преку игра, забава и дружење да ја развиваат и јакнат самодовербата, да применуваат креативни вежби за размислување, вежби на графомоторика, вежби на фина моторика, вежби за осознавање и разбирање на просторните и временските односи, вежби за говорот, социоемоционални вежби, вежби за насочување и одржување на вниманието и друго. За успешно завршениот пролетен циклус на пригодна свеченост во присуство на родителите, на децата им беа поделени соодветни сертификати. Новиот есенски циклус на забавно-едукативната програма за деца од 3 до 5 годишна возраст во едукативниот центар на Црвен крст Охрид Полетарче ќе започне во септември 2023 година. А за оние поголемите, првооделенците, кои оваа есен ја започнуваат школската година, едукативниот центар на Црвен крст Охрид Полетарче подготви посебна програма за подготовка на децата за училиште, преку која ќе се стекнуваат вештини важни за успешно извршување на училишните задачи преку креативни вежби за броење, помнење и концентрација, вежби за јазична и математичка писменост и друго. Оваа програма од Црвен крст ја најавуваат да започне во месец август 2023 година. Саем за промоција на волонтерски можности во граѓански организации во Охрид. Младински центар од Охрид утре, 24 мај, ќе организира саем на невладини организации од граѓанскиот сектор, кои ќе ги промовираат своите програми пред младите и граѓаните со цел промовирање волонтерски можности за летниот период. Ги повикуваме сите млади кои имаат желба да бидат активни на одредени настани кои самите ќе си ги одберат да бидат активни на подолг или на пократок период. Самите одлучуваат да дојдат на саемот и да си одберат како ќе го поминат своето слободно време и ќе се надоградуваат како личности. Настанот ќе се одржи на плоштадот Христо Узунов кај Александрија од 11 до 14 часот. На саемот ќе учествуваат Младински центар Охрид, културолошка иницијатива 5 до 12, Архрид, Енхелеус Лихнит, Охрид Трчат, Охрид Ултра Трейл, Субклуб, Касарна Хаб и Црвениот крст од Охрид. Градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков, упати честитка до припатниците на влашката етничка заедница по повод 23 мај, Националниот ден на власите. Во мое лично име и во името на општина Охрид упатувам срдечни честитки по повод Националниот ден на власите со наискрени желби за личен просперитет и многу успеси. Влашката заедница е значаен дел од етничкиот мозаик на нашиот град и нашето современо општество. Со нивниот интелект и визија оставаат траен печат во историјата и имаат значителен придонес за целокупниот развој на Република Македонија. Преку денешниот празник одаваме достојна почит и вреднување на нивниот вековен стремеж за зачувување и промовирање на влашкиот јазик, култура и традиција. Верувам дека и во иднина, во духот на толеранцијата и меѓусебното почитување, ќе продолжиме заеднички да креираме подобри услови за живење и да обезбедиме просперитет на иднина за новите генерации на Охрид и целата држава. Стои во честитката на градоначалникот Пецаков. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
Припадниците на Министерството за внатрешни работи во Белград во брза и ефикасна акција го апсија 20-годишниот НД поради постојани основи на сомнение дека извршил кривични дела тешко убиство во обид и недозволено изработување, држење, носење и тргување со оружје и распрскувачи материјали. Се сомничи дека синоќа на улицата Максим Горки со истрели од огнено оружје на 26 годишен белграѓанец и 21 годишен државјанин на Македонија им нанел тешки телесни повреди, потоа побегнал, велат од српското МВР. Македонскиот државјанин, 21 годишниот ДЛ, кој синоќа беше ранет во престрелката во Белград, се наоѓа во ургентниот центар на хируршки третман, информираат српските медиуми, од кои дел неофицијално пишуваат дека бил случајно ранет, иако деталите за нападот се уште официјално не се потврдени. Според информациите, најпрво бил ранет 26 годишниот АПА, а потоа со 2 куршуми во грб бил ранет македонскиот државјанин. Полицијата набрзо го идентификувала и пронашла напаѓачот. По наредба на Вишето јавно обвинителство во Белград, на осомничениот му е одреден притвор од 48 часа, пошто ќе биде изведен пред обвинител. Недалеку од таму, во улицата Новопазарска, е пронајден уште еден маж со повреда во грбот. Украина најверојатно нема да може да стане членка на НАТО во догледна иднина, бидејќи не исполнува голем број услови за прием, изјави синоќа германскиот канцелар Олаф Шолц. На сите им е јасно дека тоа нема да биде случај во догледна иднина, кажа Шолц за германскиот медиум Велт, со што ги намали надежите на Украина за брзо приклучување кон НАТО по завршувањето на војната. Критериумите на НАТО, како што вели Шолц, вклучуваат низа услови кои Украина во моментов не може да ги исполни. Шолц за германскиот весник Велт вели дека засега западните поддржувачи на Украина треба да се фокусираат на помагање на Киев да се одбрани, а во иднина ќе биде неопходно да се разговара за безбедносните гаранции за Киев. Американската полиција приведе возач на камион кој со своето возило удри во безбедносните бариери на плоштадот Лафајет пред Белата куќа во Вашингтон, изјави портпаролот на американската тајна служба. Во инцидентот нема повредени, причина и други детали за овој инцидент се истражуваат, објави портпаролот на американската тајна служба на својот Твитер профил, додавајќи дека некои патишта и пешачки патеки се затворени во областа. Блискиот хотел Хеј Адамс беше евакуиран на барање на тајната служба, објави Вашингтон Пост, повикувајќи се на изјави на сведоци. Американските медиуми објавија дека возачот по првиот пат потоа уште еднаш удрил во бариерите на плоштадот Лафајет. 41 годишниот Кейси Ривера од Калифорнија загинал во сообраќајна несреќа додека им помагал на патки да поминат на прометниот автопат во Калифорнија. Го паркирал автомобилот на страна на патот и им помогнал на пајчињата во Роклин, Калифорнија да го преминат патот, пишува Daily Mail. Трагедијата се случила кога возач, 17 годишен, со автомобил удрил во него и го усмртил додека неговите деца гледале од автомобилот. 21 годишниот Вилијам Вимсат го снимил моментот кога возачот го ризикувал животот за да им помогне на животните безбедно да го поминат патот. По несреќата, мајката на Вилијам излега од својот автомобил да ги смири децата кои биле сведоци на смртта на таткото во паркираниот автомобил. Полицијата соопшти дека Ривера починал на местото на несреќата. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.